часот рано наутро, можеби вие се уште не сте се разбудиле, сварете го првото утринско кафе и поминете го времето заедно со нас. Ние сме веќе добро разбудени и расонети. Во нашето студио друштво ова утро ни прави нашата драга Гаја, која што и не е прв пат да биде дел од Македонија денес, веќе е наша долгогодишна пријателка, а секако миленичка на нашиот пријател Војо Иванов. Војо, добро утро и добре дојде во Македонија денес. Добро утро во ново студио. И во новата година. Сега седиме, добро е, комотно е. Да, ти посакувам многу убава година. Да, и ти посакувам целата година да ти биде забавна, исполнета со многу здравје пред се, среќа и безброј миленици кои што ќе бидат згрижени и добро негувани благодарение на тебе. Така и уште многу години заедно да си соработуваме, нели, се со моја единствена цел, тоа е да го подобриме ставот или мислењето на оние кои што во моментов не гледаат, а е поврзано со животните. Не може денот да започне лошо кога имаме миленик во нашиот дом, еве и во нашето студио. Веднаш се разбудува таа позитивна енергија. Да. Милениците знаат секогаш да изнудат насмевка. Не знам колку е забавно на Гаја, уште и се спие. Нас не е многу. Она е таква раса која што е баш како што нели самата на влезот кажа, викаш Жозефина, таква ми е, нели, како од аристократско некое семејство, и они баш така и се доживуваат. Значи како и да ги третираш, они си се како јас, па сите вие останатите. Така да таква им е расата, односно генерално вакви мали џуџести раси на кучиња и така и се однесуваат. Така да овој период од денот обично и не се баш толку за забава, па најчесто дремат, спијат дома под кебиња и се останато. Сега мислам дека е малце незгодно, ама да ја ставиш до тебе, или сега ќе ослободиме. Дека седне, пошто доволно ја видоа гледачите. Супер. Ја запознаа Гаја. Она е више баба, па е малце така, више во поодминати години, се пензионира уште малце, иако се држи, глуми, нели, по серии. Да, препознатлива е веќе на медиумскиот простор и секако благодарение и на тебе и на добрата твоја волја да ја издресираш, да ја научиш секако соодветно да се однесува пред камерите. Јас имам дома едно што верувам дека пред камерите е само затоа што е исплашена, мирна, не заради нешто што е многу можеби дресирана. Да, веројатно да. Она веќе има неколку реклами позади себе, спотови, музички спотови, телевизиска серија која од скоро се емитува и кај вас, нели, преспав. Така да веќе има кариера, ама е веќе возрастна, па малце е така и со уште повеќе манири потенцирани, така да еве, си дремна, веќе си клапна, толку и е силата, бабичка. Како ги помина Гаја новогодишните празници, новогодишната ноќ, која што, бога ми, оваа година имаше навистина многу петарди, многу пиротехнички материјал, се искористи на 31 према 1, па како тоа го прифати Гаја и сите останати миленици кои што таа вечер беа дел од твојата новогодишна ноќ? Па генерално новогодишната и празниците во годината се на нас секогаш исполнети со кучиња, особено нели оние празници кога се спојува, па кога луѓето патуваат, многу често како дежурен петситер или човек кој се грижи за милениците додека луѓето најчесто одмараат, секако дека ми беше полна куќа и некако стандардно секоја година, нели, се затвараат прозори, се спуштаат ролетни уште во 9-10, се палат радија, телевизори во сите соби за да може да, нели, не ги осетат сите оние, како што рековте, пиротехнички средства кои што во Скопје се не знам како се уште популарни. И покрај селото загадување, мене уште не ми е јасно како дури градот организира, нели, онаков огномет и сето тоа кое што дополнително ни го отежнува дишењето и еколошката свест и еколошката состојба во градот. Генерално не е убав период за милениците, и генерално и за животните, зборам и животните на улица, бидејќи имавме годинава многу лоши примери за тоа како се третираат животните, особено на улица. Ајде да не го скокнеме оној фактот дека имавме некакви напади на кучиња со луѓе, кои што по мене беа помалку и повеќе напумпани, за да така изгледаат помпезно во јавноста. Но како и да е, сепак мора да се реши проблемот со уличните кучиња, да се најде начин и тие да бидат згрижени, затоа што тие не сакаат да бидат на улица. Апсолутно, тоа е факт, ама знаете како живееме од 21 век, мислам дека тоа можеше малце на по некој цивилизиран начин да се реши, иако целата онаа хајка на труење, на фрлање отрови беше некако многу синхронизирана, што дава на нас, љубителите на животни, еден сомнеж дека сепак постои некаква организираност, координација во однос на ова, што пак ни најмалце не го оправдувам и
секако дека остро ќе се борам, нели, со тоа што го поседувам, се додека нели не се дозна или не се фати тој траг на овие трујачи, бидејќи не го гледам како едно хумано решение, поготово за уличните животни. Вардариште треба да постои, веројатно не во овој формат. Му фали некаква реорганизација за да се реши хуман тој проблем во градот, да, пристап во градот, и веројатно она што со години здруженијата го бараа, тоа е пристап до Вардариште и слично. Јас, доколку би бил градска управа, ама буквално би ги отворил вратите и би рекол вуала. Да, мора да се види полето, работете, помагајте колку што знаете, и веројатно тоа е единственото паметно решение, бидејќи тоа се луѓе кои што на едно место се некаков склоп на љубители на животни. Голем дел од нив имаат веќе многу искуство. Некои од нив имаат и повеќе искуство него одредени ветеринари во државата. Не велам дека треба да им се довери комплетно негата, ама вие ако ставите едно одговорно лице како ветеринар, комплетно може да координира вакви љубители кои што ќе бидат некакви минимално платени волонтери за да можат, нели, да си ги покријат трошоците и автоматски да го имате хуманото решение на проблемот со кучињата. Навистина студено време, период кога и милениците кои што се, односно животните кои што се надвор на улица, многу потешко доаѓаат до храна. Тука треба да биде и нашата свест малце разбудена, затоа што тие кучиња нема да нападнат, нели, доколку им се даде соодветно храна која што е останата, која што веќе не е за употреба за луѓето или пак останала од ручекот, да се сподели, да се даде храна на кучињата кои што се наоѓаат пред нашите згради, пред нашите близови, за да и тие бидат мирни и спокойно ја поминат зимата, а секако и ние како пешаци, како минувачи не стравуваме од тоа дали може би некој куче надвор. Мислам дека годинава и како и дури и тоа е проблем, значи направи една голема поделеност во јавноста на ова прашање. Значи имате категорија која многу ги мрази животните и кучињата генерално на улица, и имате една друга категорија која крајно влага во транс во однос на заштитата на животните, што до некаде нели е оправдано. Кога имате напад, веројатно оваа другата банда сака да ги заштити дополнително истакнати. Мене ми се случи една ситуација многу интересна пред неколку дена. Нели сите имаме сега храна на тони како да е последен ден во годината, па се вади се на трпеза и имавме некакви остатоци, и сега јас со капулјача со капа се симнувам во мало каде знам дека доаѓаат нели улични кучиња, и еден од комшииве, ајде дека со капулјачи веројатно не ме гледа, и со агресивен глас довикува до мене: "Еј, што правиш?" Сега веќе и комшиите почнаа да се плашат дека некој во малото постои како трујач, па сега и они заштитнички се однесуваат, да, дури кон оние кои што сакаат да остават храна. И сега тоа до некаде ми дава една, нели, среќа, заради тоа што постојат некои совесни околу кои што вика: "Чекај, каде со отровов? Кучиња, да, птици, да, ежиња, деца шетаат во истиот парк." Значи во истата таа градинка каде што фрлате отрови. Значи ми дава некаква радост, ама од друга страна пак ова некако да прекине, и цело време се случува, што во суштина е една многу сериозна работа. Веројатно, знаете како, додека не ескалира нешто слично како политичкава состојба во држава, нели, додека не ескалира со некакви жртви, зборам од човечки фактор, што не би смеле да дозволиме тоа да се случи. Што не би дозволил, така е, ама веројатно ова нема да застане, и за жал се уште постои. Убаво го спомна, споделете храна, нели, таа што ви останала, барем не ја загадувате, не фрлате, нели, во канта, да осеќате некаква грижа, ќе нахраните некакво животно на улица. Многу често знам да речем, појдете на пазар кога купувате зеленчук за вас, салати и слично, има неколку тезгички на сите пазари кои продаваат кршена пченица. Прилично е ефтина, некои 3-40 денари е килограм, може би поевтино да ја најдете, ама 1 кило 2 од ваквата храна и како ќе нахрани птици што ви се околу во малото. И ја пак ќе речам, стално ги спомнам и децата во целова приказна, тие се таа иднина која ние треба да ја едуцираме на етички пристап кон целото општество, а мојата мисија, нели, животните особено. Но и една емпатија со природата, дека сепак да им ставите на дознање дека тие се надвор, ова се урбани животни, тука природата одавна кренала раце, значи бетонот на партизанска, зградите, движењето на воздухот, тоа не е природно, тоа се е наша творевина, и сега овие животни се тука затекнати, заради тоа многу често имаат потреба од некаква поддршка
во однос на поготово зимските денови кои што се особено ладни. Јас ќе кажам пченица или ориз за птиците и остатокот од манџите, храната за кучињата и мачките. Јас сепак ќе кажам сите оние кои што ги сакаат милениците и се грижат за нив, со сигурност ќе се грижат и за луѓето кои што имаат недостаток од храна и се социјално загрозени семејства, затоа што не може некој да сака милениче, да сака животно, а да не се грижи за луѓето. Ние во продолжение веднаш по разговорот со вас ќе разговараме токму и за тие семејства кои што пак и во празниците нели не можеа да си дозволат храна. Мораме да бидеме совесни подеднакво за се што е живо битие и се што се движи, за сигурноста секако да ја имаат оние кои што се во наша близина, доколку нели веќе сме земале да се грижиме за некој милениче, дали станува тоа збор за куче, маче, еже, зајче, што и да е во нашиот дом, папагал, мораме да му дадеме потребната љубов и внимание. Секако ти си низа години познат во градот и во републиката околу оној кој што се грижи за милениците, секогаш ги дава добрите совети. Верувам дека и понатаму те застануваат на улица, бараат совет од тебе, можеби некој ќе ти искритикува затоа што нели рековме не сите ги сакаат, има некој кој што и строго онака искрено кажуваат дека ги мразат животните, но да се надеваме дека тие се помал број, дека ќе се сменат. Па Војо, еве, тука некаде јас би сакала да ни дадеш и малку повеќе совети како да се грижиме за нив, настрана од оние кучиња кои што се надвор на улицата, за овие нашите домашните кои што делат соба, стан, куќа заедно со нас. Во принцип не треба секој да ве сака и не е природно, дури не е ни некогаш ве фаќа некоја монотонија, нели, кога се вие така рамна, нели, се е симпатично, се е розево, се е убаво, бидејќи работам и како animal behaviorist, нели, човек кој што толкува однесување на животни и особена пасија ми се зоолошки градини, многу често ги вознемируваме свесно животните, поготово оние кои што се со висока интелигенција, како слонови, мајмуни, меркати, мора да им направите некакво вознемирување, условно речено, од дневната рутина, бидејќи многу често пак, доколку се има возможите, ги фаќа депресија, исто како и ние луѓето. Нели, па мајмуните знаат да се чупкаат од депресија, да прават одредени исти движења во кафезите, нели? И тоа е токму заради тоа што во зоолошка генерално луѓето гледаат, не во сите, не во Скопската особено, ама гледаат повеќето да овозможат што поубави услови за животните, па тука добиваат најдобра храна, лавов не треба да лови, слонов не треба да бере, него се му доаѓа тука во исто време, во исти квалитет, исти ден, нели? И многу често ги фаќа таа монотонија и тие патат од депресија исто така. Во природата не е секој ден розев. И таму има невреме, има грмотевици, некогаш биваат збркани од некое друго животно, некогаш се мета на некаков напад помеѓу одредени животни и тоа итекако прави адреналин, кој што е како хормон многу важен за да имате вие еден така поприроден тек на нештата. Така да исто и тука. Ако не ви изнервира некој денес, нема утре да уживате толку во денот. И секогаш е така. Ама ако се вратам на прашањето, голем дел од луѓето често знаат да речат: кај ги облекуваат сега кучињава, джемпери, јакни, кој тоа надвор?" Нели? Прво прашање или прв коментар на некој од луѓето, поготово кои што не сакаат животни, не прават емпатија со нив и не може да го разберат тоа. Ама овие кучиња што ги гледаме по дома се направени од човекот. Тие не се од природата. Тие се направени со селекција низ годините. Не е многу старо хоби на човекот, значи некои 100-150 години како веќе се селектираат кучиња и се одбираат оние кои што на одредени личности, поготово битни од минатото, им создавале некакви убави чувства. Па така едни кои што биле војводи или кралеви создавале кучиња кои што требале да ги го чуваат имотот, некои создавале кучиња за налов, некои за забава, поетеси, уметници, не знам, често сакале да имаат лепдог, куче за воскут, нели? И тоа се овие кучиња кои што во кинологијата се вика дури toy dogs или кучиња играчки. Тоа нема никаква друга функција освен човекот да се игра со нив. Во принцип, ако се вратиме многу назад, тие секогаш, нели, оние дивите први кучиња биле, нели, во природата, но кога човекот почнал да приготвува храна, таа миризба што се ширела, нели, привлекла некакви диви кучиња кои што имале некакви афинитети за да се сближат со луѓето и почнале да јадат остатоци од нивната храна. И веројатно таа прва врска која направиле. Некои од документарните емисии велат дури дека првите луѓе буквално ги убивале оние агресивни кучиња и правеле некаква селекција за да, нели, не направат проблем во фамилијата, односно да не нападнат луѓе. И веројатно
затоа се направила онаа дистанца помеѓу волци, односно диви кучиња и овие питомите кои што денес ги гледаме. Сега оваа верзија е далеку од онаа која нели ја знаеме од природата, па така, затоа ќе спомнам пак, многу често ваквите животни имаат потреба од некаква поддршка од луѓето. Па затоа сите овие мали раси особено ќе потенцирам дека е важно да ги облакат, иако деновиве не е толку студено. И она што многу често се случува со мали раси е тоа да настинат. И знаат често луѓето да речат: "Кај бе оваа дома на парно цел ден, па на антибиотици, па на ветеринар, па нели?" Тоа е заради тоа што чисто ги шокираме. Значи за нив излегувањето надвор е шок. Бидејќи внатре ги чуваме 30, ние облакаме јакни, чај пиеме, се загреваме, ги изнесуваме надвор и некогаш и не по нивна волја они седат и предолго надвор. Значи некогаш нас не се седи подолго од сабајле или на пладне. Да. Можеби они сакаат да се вратат назад, нели? Можеби веќе им е ладно. Некои од луѓето тоа не го толкуваат и заради тоа и настинуваат. Тргнете ја водата уште кога излагате надвор. Значи водата за пиење на кучето и откако ќе се вратите да не е веднаш да биде на собна температура. Да. Значи малце нека се аклиматизира кучето после враќање од прошетка, па после 10 на 15 минути понудете му некоја вода која не е ладна, не е премногу истечена, него е на собна температура. Зборам за кучињата кои што ги чувате индор. Овие надвор пустите и знае да им замрзне водата колку е ладно, така да секоја вечер тргајте да не замрзнува или за да не пие такви или да не лиже доколку дојде во зорт, подобро нека испие некоја која веќе да речем ајде од внатре или пособна температура. За кучињата надвор гледате да направите некаква изолација, сега барем се лесно достапни материјали, може да најдете нешто ефтино, може дури да рециклирате, да употребите нешто што е веќе и отпад. Најлон многу често помага за изолација од горе, стиропор. Гледаме низ градот доста кутии да. со јамболи, со кебиња кои што веќе не се употребуваат дома, се убаво направени за уличните кучиња да се згрижат, што значи и што е позитивно дека имаме луѓе кои што сакаат да направат нешто да ги заштитат кучињата кои што се наоѓаат на улица. Верувам дека таа свест се повеќе и повеќе ќе се разбуди и нема да гледаме непријатели во нив. Па, Сања, убаво што го спомна ова, ама знаеш како, кучето веќе кога ќе осети заштита од некого, тој простор му е комфортна зона и тој ќе направи се за да ја заштити својата комфортна зона. Значи тоа е еден од мотивите за агресија понатаму. Значи секој оној кој што ќе претрча, кој што ќе оди брзо, за него ќе значи закана за овој простор кој што ти ми го обезбеди како убав. Сега јас зборам како толкување на нивното однесување. И многу често тоа однесување е мотивирано од љубителите за заштита. Значи, не велам дека не треба да ги заштитуваме, но едно е сигурно, градот подхитно треба да го реши овој проблем, бидејќи веќе има голема омраза помеѓу овие две банди. Значи, оние кои што мразат и оние кои што ги сакаат. И никако да заврши приказната. Приказните со коњи на улица, со ромите кои што нонстоп нели вртат по улиците со нив. Значи, не велам изгладнети, претепани се. Значи, да не го запоставиме и тој факт дека тоа се навистина социјално ранлива категорија на луѓе, дека се сиромашни, навистина, но тоа е и дел од нивната култура, значи ние не можеме преку ноќ да им го наметнеме тоа на тие луѓе. Значи, треба да најдеме форма која е идеална за сите страни. Значи, градот можеби да купи некакви, не знам, велосипеди па да им ги поклони, некои моторчиња кои што ќе се движат за да го собираат овој отпад, ама при тоа да им се одземат коњите, бидејќи тоа навистина е прво стварно жално да гледате во годинава во која што живееме дека тие коњи онака баш прегладнети се возат, паѓаат по улици, да, ние ги оправаме. Но и да не заборавиме факт кој што не дека го критикувам, значи тоа е супер што има движење на социјалните мрежи, ама луѓе, значи немојте да останете да се базирате на вашиот волонтеризам и активизам само на шер, лайк и таг. Значи, имајте activities во real life, значи во реалниот секојдневен живот. Дела, значи, не зборови и лајкови. Така е. Значи, супер што имаме смартфони, ама бидете малце смарт во реалниот живот и излезете, направете некаква акција. Значи, јас мислам дека и сум некако, не знам зошто, ама убеден, голем дел од луѓето што секој ден бројат PM честички во воздухот, ама едно дрво не посадиле во животот. Да, и редовно се возат сами со автомобил. Да, така, самата свест треба да проработи, секогаш сме добри критичари, никогаш не правиме промена. Така, бидете си реални пред себе и направете некаква акција, бидејќи мислам тоа е се супер што креваме јавно мислење, нели се ставаме во бандата што е многу човечки, ставаме некаква став категорија дека сме со едните или со другите, ама малце и повеќе, нели, беше една политичка кампања се сака со дела. Да, токму така. Немаме многу време, сепак
сме тука да дадеме добри совети за зимскиот период, рековме за водата која што треба да им ја дадеме на милениците, оние кои што имаат потреба да бидат облечени, да бидат добро облечени, птиците, рептилите, кога сме само мачките. кучињата и мачките, само ќе спомнам дека мрсната храна исто како кај нас може да направи сериозни проблеми. Многу често се запушуваат оние паранални кесички, кои што веројатно ветеринар во некоја друга прилика ќе ви ги објасни малце повеќе. Тоа е една прилично непријатна миризба која доаѓа од позади и кучињата особено, нели, тоа се како масни кесички кои што се полнат поради премногу масна храна. Значи внимавајте со сармиве, салативе, внимавајте на кифличките, да. Иако сакаат и се вртат околу масата цело време. Да. Значи на тоа особено внимавајте бидејќи може да направи дури некогаш и трајни оштетување или проблеми, особено кај вака стари кучиња. Кога сме кај птиците, внимавајте на митарењето, значи многу често папагалите сега знаат да се митерат неприродно, значи токму поради парното, токму поради отвараме, луфтираме, значи сите тие шокови и така како влијат на митарењето, па тоа знаат луѓе често пати речат абе добро порано траеше митарење во толку, сега 3 месеци ми паѓаат пердови. Да, бидејќи палиме парно, гасиме, почнува грејна сезона, пак се зголемува температурата. И тоа е шок за птиците, и тоа не е природно. Нити пак овој период они треба да се митраат. Ама токму заради тоа не е лошо да додавате мека храна кај папагалите, значи тоа е четвртина варено јајце, го рендате, ставате малце бисквитка колку да нели да не се лепи, можете малце морков и секако сипина коска. Тоа е многу важен елемент во однос на митарењето заради тоа што им дава многу протеини од меката храна, од јајцето, ама и сипината коска им дава јод и калциум кој што е многу важен за да излезе новиот пердов. И не заборавајте, доколку живеете на парно, воздухот е доста сув, прскајте ги или понудете им бањарка за да можат, иако е зима, да може да си надокнадат влага во пердовот за да може полесно да се измитарат. Рептилите и те како не уживаат во овој период од годината. Јас се зезам често бидејќи се чувствувам најмногу со нив и знам да речам готово октомврие одам во хибернација. Како права мечка. Значи идам, спијам, будете ме у април, мразам зима, а исто и они. Значи, UV лампите се и така важни, бидејќи тие се или како солариум за луѓе, буквално мотивираат кожата да произведува D-витамин, калциум, значи тоа е многу важен сегмент во однос на гуштерите. Се печеш како гуштер, нели? Излегло од народот, токму заради тоа UV лампи се особено важни. Дел од пустинските животни знаат да се збунат па да престанат да јадат, како браде, змеј, како леопард, геко. Игуаните обично немаат многу проблеми и многу често знаат да ми речат добро игуана порано јадеше глуварче, дете или на Сиберев, сега што да ја давам? Тиква. Значи не мора да ја печете, жива, само изрендете на крупно ренде е идеална храна за игуана. Малте не можете да ја храните онака цела зима лабаво со тоа и можете зелка, можете праз, сецкајте дробете и обавезно додавајте суплементи како D-витамин и калциум кои што се наменети за рептили. Многу често некои од змиите пак знаат да исто заспијат во овој период. Значи не ја форсирајте да јаде или да ја греете дополнително доколку таа не сака. После 1-2 недели обидите не ви успеваат да ја разбудите, иако температурата е 30, тогаш однесете ја на хибернација. Ќе ја бањате неколку недели, се додека не се исчисти и потоа ја оставате барем месец-два да одспие на ниска температура од околу 10 степени. Не со сите змии, ама со дел од нив. Накратко да дадеме одговори за љубителите на рибите и аквариумите, колку тие пак често внимаваат на промената на водата, на условите на рибите. Мој совет за зимно време, доколку продавачот во продавница ви продаде риба во кеса или малтене и трева, буквално полжав, значи ви спакува нешто живо во кесичка, побарајте да го завитка во весник или можеби ако носите шал или капа ставете го внатре. Бидејќи ладењето на температурата нагло предизвикува шок кај рибите, иако е риба ќе речете шок сега, ама да се случува и многу често луѓето знаат да речат абе фатија бели точки едни по телото, да тоа се случува само поради стрес кај рибите во овој период, но најчесто предизвикан поради нагли амплитуди во температурата. Многу топло од 30, надвор ги носиме на минус температури, па дома ги ставаме пак на 30. Значи, или избегнувајте воопшто да купувате сега нешто такво па да носите во аквариумот, или доколку се случи такво нешто, бидете спремни дека секогаш нели она метиленско плаво, добро познато кај акваристите порано, ќе ви помогне за да го превенирате ова. Ама реагирајте брзо, бидејќи буквално може да ви ги убие рибите. И вториот најголем проблем за новогодишни празници е пријател на кој што сте му го довериле за празниците додека не сте дома. Значи, тоа е, мислам дека најголемиот непријател. Тој никогаш претходно не чувал риби и сте му рекле, еве ова е храната, истори малце. И тој нормално неговото малку не е баш вашето малку.
мој совет, ставете мали дози во секој ден и буквално како на пензионерите. Ова ти се таблетите за понеделник, ова се за вторник, така и за акваристов кој што е нов. Значи, буквално направете им доза за секој ден и пред да излезете на пат, не заборавете да смените барем 1/3 од водата и да го изчистите филтерот. Во ова е период на празници, споени празници, кога многу љубители на милениците кои заминуваат на пат до вербата ја даваат токму на тебе, па ете, како ја помина ти новогодишната ноќ, колку миленици имаше во твојот дом и колку е лесно да се прилагодат тие на тебе и колку сепак оние кои што оставаат ја имаат таа доверба? Па, фактот дека веќе 15 години го правиме ова, мислам дека веќе сме, да речем, уиграни во секакви ситуации. Секогаш, некогаш постојат и непријатни, во смисла, некои од животните ќе бидат настинати, па такви ти ги оставиле, па треба да практично дополнителна нега за тој период и слично, ама генерално добро се снаоѓаме, пак ќе речам, со оглед на фактот дека веќе ова 15 години го работиме. Се јавуваат ли на 5 минути? Јас, на пример, ќе ти се јавувам на минута. Да. Среќна нова, како е уствари, викаме, окей. Сакав да речам дека годинава, ако ме слуша татко ми сега, дека кажувам дека јас сум се грижал, значи онака сигурно лоши зборови кажува за мене, лажеш синко на телевизија јавно. Буквално го оставив по дома сам некаде околу 9-10 часот, бидејќи со нашата министерка за труд и социјална политика, со Мила Царовска, посетивме неколку домови за деца без родители и за деца со проблематично минато и новата година, односно неколку часа, па се до 1:30 мислам дека ги поминавме токму со нив. Јас си ги земав моите миленици, а таа си ја зема незината позитивна енергија и ги посетивме овие 3 дома, на кои што јас им, за разлика од другите години, им направивме некоја екзотична нова година. Значи, тие го чекаат Дедо Мраз, а се појавувам јас со моите животни. Ама во суштина мислам дека беше едно многу убаво искуство за нив, кој што прво беше изненадување, шок, а второ, голем дел од тие деца немале прилика да присуствуваат или можеби да видат ваков тип на забава. За мене беше супер искуство, нова година што веројатно ќе ја памтам. Ми беше многу драго што човек кој што припаѓа на некаква политичка гарнитура и постои некаква моќ политичка во моментот во држава, имаше слух за да направи нешто што подразбира подкревање на еколошката свест, ставот кон љубовта кон животните, развивање на истото, поготово со, пак ќе речам, една вака изолирана за социјална категорија на луѓе. И многу во си ја помина. Одличен почеток на новата година. Верувам дека и низ целата година исто така ќе бидеш дел од сите хумани акции, хумани настани и секогаш тука да ги расположиш најмалите и да бидеш оној кој што ќе им ја всади и ќе развие љубовта кон милениците. Јас сум ти навистина искрено благодарна што наоѓаш секогаш време и можност кога ќе те поканиме да одговориш на нашата покана и да бидеш дел од нашето студио и секогаш со некоја вака интересно милениче кое што одлично се снајде во улогата на водител и верувам дека ужива тука во нашето студио, дека повторно ќе бидете дел од некоја наша следна емисија. Не, Фацава. Мислам дека не може да се домира, ама Фацава е доволно јасна за гледачите. Ама некако мојата енергија, која што е хиперактивна, веројатно, е супер за комбинација, бидејќи мислам дека голем дел од публиката се уште не оди на работа и си кулира по дома, така да мислам дека Гаја беше вистински избор за така малце да не смири во студио. Ви благодарам за одвоеното време и нели сакате ги животните, а јас ќе бидам и понатаму тука за да помагам, за да информираме на оваа тема. Војо ти благодарам, Гаја и тебе исто така. Драги гледачи, и вам ви благодарам што го следевте овој разговор. Како што кажа и Војо, сакајте ги животните, грижете се за нив, тие знаат да дадат само чиста и искрена љубов и ништо повеќе. Од тоа, аз мислам дека тоа е она што на сите ни треба во неизмерни количини. Тука правиме една музичка пауза, изборот е на Петар Ренџов и Ноќна птица, а веднаш потоа го продолжуваме разговорот со нашиот Душко Христов од Банка за храна, кои што исто така беа доста активни во предновогодишните денови и доделија пакети храна за социјално загрозени